Речиси сите административни процедури се завршени како и проектната документација. Избран е изведувачот на градежните работи кои требаше да започнат порано, но коронавирусот ги одложи работите. Избран е изведувач, дадени се документите на осогласување и јас очекувам за некои 5 дена да стигне повратно дека да, може. На изведувачот за да добиеме на време му е кажено веќе да се припреми и времен режим за сообраќај, така да од кога ќе не биде потврдено се од Европска банка, а ќе биде многу брзо потврдено, веднаш потоа се почне со работа. Ќе се работи под времен режим на сообраќај, затоа ќе бара мало разбирање и од жителите, граѓаните на овој патен правец да бидат трпеливи, бидејќи кога се работи под времен режим на сообраќај, тоа значи ем да се вози, а ем да се гради. Градоначалникот на општина Желино Блерим Сејдиу истакна дека патните правци од неговата општина до Карполак и до Егуновце се едни од најфреквентните во регионов и нивната рехабилитација е неопходна. Ова постапка е затворена и конечно по 30 години, значи овој пат кој е меѓу најфреквентирани, значи во цела Македонија, значи главната артерија што го поврзува Скопје со Тетово и сите администратици, значи што одат во Скопје и враќајќи во Тетово и Гостивар, поминуваат на овој пат не само тие, значи и бизнис секторот, па и сите граѓани. Китанов изјави дека се работи на решавање на најгорливиот проблем во Тетово, а тоа е изградба на обиколница од автопат од Тетово Скопје пред влезот на градот, се до Теарце. На тој начин возилата кои се обраќаат во правец кон Јажинце немаат потреба да влегуваат во град и да создаваат гужви.